Кој е вашиот план за решавање на урбанистичкиот хаос и сообраќајниот метеж во Скопје? Урбанистичкиот хаос во Скопје ќе се решава систематски. Онаа пракса што има во Кисела вода, ако се сеќавате со меѓународниот конкурс за расадник, ќе биде спроведена и во градот Скопје. Јас имам тим од реномирани имиња кои што уште сега во предкампања работи со мене, кои што заедно со мене, но пред се со граѓаните ќе го креираат ликот на Скопје за понатаму. Ние имаме генерален урбанистички план кој што ќе треба да го донесеме. Истиот ќе биде носен во крајно транспарентна постапка, не како досега да нема никои информации во јавноста, туку во крајно транспарентна постапка со тимови од експерти и од домашната, но и од меѓународната фела, и за истите ќе бидат информирани граѓаните, но и граѓаните ќе одлучуваат. Целта ќе биде граѓаните да го добијат она што го сакаат. Не градоначалникот, не поединци, не бизнис секторот, туку граѓаните да го добијат она што го сакаат. Урбанистичкото дивење е процес кој што го труе и го заразува градот повеќе години и децении, може да кажеме. И за ова мора да имаме обединета борба сите заедно, не само градот Скопје, него и Министерството за транспорт и врски, под кое што се наоѓа државниот градежен инспекторат, и секако општините кои што директно и непосредно се на нивна територија се случуваат овие девијации во урбанизмот. Мислам дека на Скопје му е веќе доста од хаосот. Скопје мора да биде град на граѓаните, град на можностите. Што значи дека мора да се реши урбанистичкиот хаос, а тоа секако преку носење пред се прво на ГУП-от за Скопје. Но паралелно на овој процес ние мораме да направиме конечно една визија, долгорочна визија за развој на Скопје, која што ќе третира барем периодот 20 на години. Паралелно на ова секако предвидени се мерки во програмата кои ќе се однесуваат на комплетна реконструкција, но и модернизација на постојната инфраструктура во градот. Кога зборувам за тоа, зборувам и за сите улици, тротоари, зборувам и за инфраструктурата која што не снабдува со вода, ги одведува од отпадните води. Мора да се реши хаосот со отпадот во Скопје преку нов модерен систем кој што ќе подразбира и селекција и реупотреба, што значи дека урбанизмот, генерално инфраструктурата мора да бидат во симбиоза и да се носат сериозни мерки од урбанистичка гледна точка кои што ќе помогнат во инфраструктурен развој на Скопје. Пред се мораме да сватиме дека во Скопје се носи генерален урбанистички план на секои 10 години и сите генерални урбанистички планови кои досега сме ги имале во град Скопје ни ги скроиле луѓе кои прават профит од нашиот немир. Што значи тоа? Дека инвеститорите кои ги гледаме како ни дивеат низ градот со згради кои ни ги уништуваат зелените површини, со инвеститори кои се во тесна спрега со политичките партии кои владееле досега, тие ни ги цртаат генералните урбанистички планови и тие ни одредуваат како ние ќе живееме. Нашата порака за овие избори е дека не смееме повторно да им дозволиме на истите инвеститори, истите представници на крупниот капитал и нивните партнери во политичките партии кои владееле со нас, чии се и донатори, повторно да ни го скројат генералниот урбанистички план. Затоа што решенија има многу и тие решенија постојат веќе 100 години барем во доменот на урбанистичкото планирање. Се што сакаме да постигнеме е конечно градот Скопје да почне да работи во интерес на обичниот човек. Не ни требаат студии, тоа што ќе го слушате во оваа кампања дека ни требаат физибилити студии, дека ни треба некој неприкосновен ум кој ќе ги реши проблемите, тоа не е така. Затоа што досега политичарите се консултирале само во тесни кругови позади затворени врати со инвеститорите. Нашата студија ќе биде тоа што ќе излеземе во секоја мало во Скопје, во секоја населба во Скопје и со самите луѓе кои ги живеат тие реалности, ние ќе ги одредиме правилата во склоп на една дискусија јавна и широка со стручната фела како ќе си го организираме сопствениот град. Прво нешто што треба да се направи за да се спречи понатамошното дивење во урбанизмот, ако воопшто ова може да се нарече како урбанизам, е да се забрани нарачката на урбанистички планови од страна на потенцијалните инвеститори. Тука има директен конфликт на интереси. Урбанистичките планови мораат да бидат нарачени од заедниците, односно од општините или од градот. Во тој случај многу повеќе ќе се внимава на јавниот интерес. Сега сите урбанистички планови се насочени само кон интересот на оние кои ги нарачуваат. Понатаму, во однос на сообраќајниот хаос и воопшто хаосот во живењето на Скопје, бидејќи урбанистичкиот хаос директно се пренесува како хаос во сите сфери на нашето живење, мора да се јавниот превоз да се донесе во таква состојба да биде користен од што повеќе жители на градот